Novo sonce na slobodata, Makedonците се борат за своите правдини. 81 година од првото заседание на антифашистичкото собрание на Народно ослободување на Македонија. Традиционално, одбележувањето на овој голем македонски празник беше во меморијалниот центар Асном Пелинце. По системна ротација присутна беше заменик председателката на собранието Весна Бендевска со оглед на тоа што собранискиот спикер Африм Гаши откажа присуство поради здравствени проблеми. Свежо цвеќе положија делегации од институциите, политичките партии, странските амбасади, но и граѓански организации. Весна Бендевска во својот говор пред присутните повика на сплотување и издружување на сите македонски граѓани. Да се обединеме околу националната платформа за македонско национално единство, што ќе ги дефинира македонските државни црвени национални линии. Затоа што нашиот сон за 4. Илинден ќе биде Македонија слободна, развиена, рамноправна европска земја, членка. А за да го постигнеме тоа, за да влеземе во Европа со дигната глава, со заштитен национален идентитет, вековна историја. По церемонијата на Пелинце, делегацијата предводена од Бендевска, заедно со вице-премиерот и министер за односи меѓу заедниците Иван Стојковиќ, пристигна тука во манастирот Свети Прохор Пчински. Ги пречека заменик председателката на Српското собрание Невена Ѓурич. Тие направија обиколка околу манастирот, положија свежо цвеќе, а се одржа и кратка билатерална средба помеѓу двете заменик председателки. Односите, односно блиските односи помеѓу Македонија и Србија беа главна тема на оваа билатерална средба, меѓутоа и европскиот пат на земјите од Западен Балкан. Бендевска по оваа средба пред медиумите кажа дека Македонија сака да стане дел од Европската Унија, но само под услови кои што ги имаат и другите кандидати за влез во Унијата. Да почнеме да се обединуваме околу заедничките цели и визи. Балканот треба да стане дел од Европа, бидејќи е Европа. И тука на Балканот, како што често говорам, Западот се бакнува со Истокот. Заедничкото чествување на Илинден тука на Прохор Пчински, според заменик председателката на Српското собрание Невена Ѓурич, е прилика да се продлабочат врските помеѓу македонскиот и српскиот народ. U duhu razvoja te saradnje koja se zapravo bazira i na istorijskoj bliskosti i na bratskim odnosima i na uzajamnom poštovanju i uvažavanju, ali i na zajedničkim evropskim vrednostima o kojima ste vi govorili. Mi smo zaista spremni da radimo na jačanju te saradnje. Првото заседание на Асном, кое се одржа тука во манастирот Свети Прохор Пчински, е основа на формирањето на независната македонска држава. Заседанието започна со изведба на песната Изгреј зора на слободата. Во 17 часот и 15 минути најстариот делегат Панко Брашнаров го отвори првото заседание на кое што присуствуваа делегати од сите краишта на Македонија, но и представници на Соединетите Американски држави и Велика Британија. Даниел Василев и Александар Станковиќ, Сител телевизија.